Моментална ситуација во клубот е тоа што од минатата година има останато 4 играчи. Тоа се капитенот Станимировиќ, Младеновиќ, Јаневски и Димчевски, и од домашни играчи имаме едно засилување, тоа е Радуловиќ од Гевгелија. Што се однесува до засилувањата од странство, моментално имаме подпишано договор со тројца играчи. На позиција 1-2 е Немања Врањеш. Тоа е играч од Црна Гора кој е член на Б репрезентација на Црна Гора. На позиција 3-4 е Вукашин Мандиќ, тоа е играч кој потекнува од школата на ФМП, кој низ години има играно во Грција, на Кипар, во последната година мислам во Шведска, и на позиција 4-5 е Иван Мишковиќ, исто така искусен играч кој последнава година има играно во Унгарија. Па видите секако дека нивното заминување ќе се одрази во сегментот на системот на игра. Меѓутоа, со овие засилувања што се доведе, мислам дека ова се квалитетни засилувања и дека Куманово пак ќе играе една добра кошарка. Се надам дека оваа година ќе играме уште побрза кошарка и дека ќе повториме одредени резултати од минатата година. Имаше преговори со Балша Радуновиќ преку менаџерот. Тука бевме блиску до договорот, меѓутоа сепак Балча не остави на еден стендбај. Немаме време да чекаме, мора екипата да ја формираме. Веќе крајно е време да се почнат со подготовки, значи екипата да биде комплетирана. Што се однесува до друго засилување, ние ќе бараме уште едно засилување на позиција 5. Во интензивни преговори сме со Дарко Балабан, тој е репрезентативец на Србија во медитеранска репрезентација, меѓутоа исто и тој не држи на стендбај. Мислам дека денови ќе направиме еден добар избор и тој избор ќе биде конечен. Мислам дека ќе дојде квалитетно засилување, квалитетен кошаркар на позиција 5, кој ако не биде најдобар, сигурно да биде меѓу подобрите играчи на таа позиција во нашата лига. Целосно подготовките ќе бидат спроведени во Куманово. Атлетскиот дел ќе биде спроведен на полигонот горе испред Соколана. Тренизите со топка ќе бидат спроведени во салата на училиштето Перо Наков. Имаме планирано неколку турнири. Има можност екипата да замине, во преговори сме на една мини турнеја во Иран. Тоа е едно мало изненадување. Тука сме веднаш зад екипата на пивоварна Лашко, доколку тие откажат, веројатно ние ќе одиме на тој турнир. Тоа ќе биде во почетокот на септември. Со враќање и продолжување на подготовките, планираме еден турнир, традиционалниот турнир што се одржува во нашиот град, а и сме поканети на турнир во Нови Сад и сме во преговори за уште еден турнир во Бугарија. За да се биде играч, за да стане некој играч, ќе мора самиот тој играч да настапува на поголем број надпревари. Публиката некако немаше трпение пред 3 години за да направиме еден систем кој ќе произнесе неколку млади играчи кои денеска би ги користеле. Имаше една немила сцена што се однесува до мене, нели, скандираше публиката да си заминам, што се и случи, дојде друг тренер и така, меѓутоа со амбициите на публиката и на клубот се менјава политиката на клубот. Значи се тражат искусни играчи, проверени играчи, играчи кои носат резултат, и сето тоа оди на штета на клубот. Да се створи играч и да се постигне успех, тие работи некако не одат заедно. Затоа публиката, доколку има млади играчи кои ќе влезат, и треба да ги поддржи за да истраја тој играчот и да имаме за година-две некое наше дете од Куманово кое ќе може бар да биде бекап во првата екипа, тоест да замени еден квалитетен играч 10 до 15 минути. Доволно е да има 50% да се домашни играчи, е доволно за секој тим. И на тој начин екипата ќе биде и поевтина и условите за работа ќе бидат подобри и публиката ќе има зашто да доаѓа на некој начин. Доаѓа сега публиката, а не поддржува за постигнување на одреден резултат. Пријавивме учество во Библ лигата. Се уште немаме добиено конечен одговор, значи се надеваме дека ќе добиеме. Имаме некои забелешки од страна на раководството од Библ лига за некои корекции во однос на паркетот, кошевите, сместувањето на странските играчи. Така да мислам дека тие работи ќе се санираат и дека Куманово ќе надпреварува и целта ни е да го поминеме првиот круг и потоа во вториот круг, доколку се укаже шанса да влеземе и во Final Four како минатата година. Што се однесува до домашното првенство, приоритет ни е да се пласираме
меѓу први 4 екипи да играме тој плей-оф, бидејќи до сега не успеавме. Се некако таа 4-та позиција за малку ни бега. Мислам дека со малку среќа и спортска среќа, мислам пред се и поддршка на публиката дека ќе успееме да направиме и таков чекор.